Вардариште и Трубарево целосно под контрола. Во Дрисла останува во најбрз можен рок да се заврши целиот проблем. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека владата активно работи со цел справување со проблемите кои настанаа со низата пожари последниот период во Скопје, пред се во депониите во главниот град. Оној во Трубарево и Вардариште се целосно под контрола. Утро ги добив и последните резултати од Институтот за јавно здравје. Сите параметри се во рамките на дозволеното. Така што мислам дека тој дел е затворен. Во Дрисла е при крај, денеска завршува затрупувањето со земја на оној мал дел кој што димеше, иако повеќе од 90% уште во понеделникот беше завршена таа активност. Така што би рекол, состојбата е под контрола. Нападите од опозицијата кон власта дека не може се справи со оваа криза според Мицкоски се обид да си го кренат рейтингот, наместо да понудат помош, шират паника, смета премиерот. Дури и да е сето тоа точно тие што кажуваат, а ништо не е точно, тогаш се поставува вистинското прашање што прават тие за да помогнат во процесот. Тие не прават ништо, тие се занимаваат со некрофилија, со конструкции, со лаги. Но тие ќе продолжат, бидејќи немаат програма, немаат визија, немаат идеја. Ние имаме јасна програма, јасна стратегија како треба понатаму да работиме, честно, одговорно, посветено. Масло на огнот сомнежи дека зад пожарите во депониите стои човечки фактор, фрла и тоа што покрај Дрисла, Вардариште и Трубарево, кои гореа во речиси ист период. Во текот на летото неколку пати гореше и депонијата на патот во Збегово Шутово Ризари, а минативе месеци сведоци бевме и на шумските пожари каде што беа пронајдени гуми облеани со бензин, како и палети кои би предизвикале побрзо разгорување на огнената стихија.